Почитувани граѓани, почитувани медиуми, денеска СДСМ алармира за сериозен сомнеж за криминал од огромни размери, што се подготвува од владата предводена од ВМРО ДПМНЕ. Пред очите на јавноста се одвива уште еден проект без план, без документација, без јасни рокови, но со веќе позната цена од 2 милиарди евра. За пругата на коридорот 10, која најави Мицкоски, не постои ниту еден лист хартија, но веќе се знае колку ќе чини. Ако нема проект, ако нема студија, ако нема анализа на трасата, како се дојде до бројката од 2 милиарди евра? Кој и врз основа на што ја пресметал? Одговорот, почитувани, се наметнува сам. Се пресметува провизијата, а не трошокот. Ова е подготовка за најголемиот тендерски криминал во поновата историја. ВМРО ДПМНЕ го повторува моделот, се ветува мегапроект без основа, се зголемува цената однапред, се отвара пат за перење пари и богатење на партискиот врв. И во целата таа матрица на измама, Мицкоски вели дека пругата ќе почне до крајот на годината, а министерката Кочовска изјавува дека нема да почне ни до 2027 година. Дали ова е координирано лажење на јавноста или само доказ дека во владата владее хаос и немаат контрола над сопствените лаки? Го прашуваме Мицкоски, како се знае дека пругата ќе чини 2 милиарди евра ако нема проект? Дали цената е договорена однапред со кредиторот? Кој ќе го добие тендерот и по кои критериуми? Дали јавноста ќе види физибилити студија? Или пак ова е уште една сделка во која ќе исчезнат милиони како во минатото? Комични се обидите да се прикаже некаков инвестицијски бум. Во реалноста, почитувани, оваа влада едва ги довршува проектите почнати од СДСМ, а новите проекти се само обични наслови и надуени цифри, зад кои стои многу сериозен сомнеж за злоупотреба. СДСМ нема да молчи. Ке ги следиме сите чекори на овој процес. Ке бараме целосна транспарентност, увид во сите документи и ке ја информираме јавноста за секој сомнеж, за секој тендер, секој договор што се прави зад грбот на граѓаните. И ако Мицкоски мисли дека ќе помине незабележано, се лаже. Одговорност ќе има и секој ќе одговара. Ви благодарам.